Да, се враќаме во студиото. Златев, кога зборуваме за овие за иницијативата, за сите работи што се случуваа во минатиот период, имаше една идеја која промовираше Никола Поповски, например. Тој рече дека во секоја западна демократија лидерот го бираат членовите на непосредни избори. Бараше промена на начин на бирање на лидерот во ВМРО ДПМН како еден компромис за целава ситуација. Од иницијативниот одбор тогаш ја поддржаа таа идеја. Еве што мислите вие за ова? Мислам дека таа идеја веќе е инкорпорирана во новиот статут кој лани они го донесоа. Барем според тоа што јас го прочитав тогаш во медиумите, ВМРО ДПМН веќе тоа го има имплементирано со некој таму рок до кога треба да се реализира. Значи, на страна тоа, добро, еден човек, еден глас, односно за секој член, убаво и би требало сите политички партии да одлучуваат на демократски начин, така ќе се надмине овој султан систем кој владее до сега. Тоа е стајано за некој еднина, не за сега, така. Да, но е имплементирано во статут. Извинете, само да се вратам малку на она претходно. Знаете како е? Не може, само смирено, колега, иако не можам да бидам смирен кога се работи за некој кој брани криминал, морам да кажам една работа. Ама Златев, не бевте толку гласен кога беше Саша Мелков на власт. Ја имам не се сеќавам. Еве, ќе ви извадам статии кои сум ги пишувал во Слободен печат, статии кои сум ги пишувал во Неделникот Капитал, ќе ви ги дам да ги прочитате, да видите колку сум бил во тоа време радикален. Сега да се вратам малку ја повеќе се сеќавам на овие ваше гостувања кај Миленко Неделковски кога добро сега. Кога напаѓавте Заев, го браневте ВМРО да излезе во времето кога ВМРО беше најако. Излезе дека со право сум го напаѓал Заев од денешен аспект, но не да се вратиме на темата. А за ВМРО се опаметите? Па не сум се опаметил за ВМРО, ја никогаш не сум го поддржал ВМРО. Еве, кажете ми кога јас сум го поддржал ВМРО. Дали може никогаш. Само да довршам околу една за перцепција се работи, околу една друга димензија. Не, ако застапуваш одреден став за некого и за некоја политичка опција, не значи по дефолт дека ти ја поддржуваш другата. Да се вратиме на се ова. Се ова е само уште еден обид на подземјето во Република Македонија да завладее со една политичка партија која реално има шанси еден ден наскоро или подоцна да дојде на власт. Можеби по 20 години. Ова е само обид на подземјето повторно да се етаблира и да ги преземе како што ги има до сега, да 500 функционери конгресмени на ВМРО да ги нарекува, како можеш вака да зборуваш? Златев, ВМРО, сега одиме само секунда. Ти ги нарекуваш 500 луѓе членови на конгресот што закажаа по список со име за презиме. Само секунда. Значи како можеш ти да ги нарекуваш подземја? Што ти е на тебе човек? Што направиле тие луѓе? Значи, не се подземја дали може да кажам нешто? Тони, објасни ми како лидерот на тие луѓе со 60.000 денари плата успеа да изгради хотел во центарот на Скопје и ќе престанам да го нарекувам подземје. Кажете ми како се стекнаа со станови, со имоти, со функционерски плати, кажете ми како да не ги нарекувам подземје. Што сериозна работа од корупцијата во нашето општество нема. Добро, Златан, смири се сега, оставаме јас да зборувам. Со политичкава агенда. Работи да зборувам, те молам. Еве, ве оставам да го браните подземјето. Значи, како може да нарекуваш 500 луѓе подземје? Ве оставам да го браните подземјето. Како може? Значи, види, ова е скандалозно. Тие луѓе можат да тужат тебе. Што зборуваш? Нека ме тужат слободно. Значи, како може 500 луѓе членови на конгрес да докажам на суд ке барам дека тие 500 луѓе се подземје. Потекло на имот на сите од нив. 500 луѓе се подземје за тебе. Не зборам за 500, зборам за раководството тие што го водат целото тоа. За многу се несериозно. Океј, ај продолжете да го браните подземје. Инаку ова иницијатива за еден член еден глас, мислам дека во последните неколку соопштенија на иницијативата за конгрес е дадено и како предлог кој што брзо ќе се имплементира со новото раководство кој што ќе биде избрано на 28 март. И таа беше добра идеја, дури имаше една иницијатива со истиот наслов еден член еден глас, која што започна токму од некои членови кои што мислам дека се членови на конгресот и веројатно има некоја синестезија, некоја синергија, веројатно има некоја, можеби да се надеваме, веројатно и координација помеѓу сите оние членови кои што на еден или друг начин на конгресот, кои што не заради една или друга причина, заради една или друга политика не се задоволни од актуелното раководство и конечно затоа и одлучиле легално и легитимно на конгрес веројатно да го разрешат. Но она што е важно е фактот дека
Практично ова раководство на ВМРО ДПМН. Јас мислам дека тоа сега веќе техничко раководство до 28 и затоа и апелирам и го употребувам тој вокабулар бидејќи е така. И сега мислам дека тие самите себе си се поразија со тоа што не зазема никаков не знам, иновативен, некој креативен, некој имагинативен политички на начин да застанат во одбрана на интересите на македонскиот народ. За разлика од Митко Јанчев и Крсто Муковски. Ево се, ама Златев, Ама еве сега вие кажувате, вие ги промовирате тие кои беа за промена на името, а нас не а го критикувате ВМРО дека било против промена на името. Чекайте, значи дај одлучете се за што сте. Чекайте малку, зашто зборуваш? Еве зборувам за тоа дека овие луѓе кои го собираат овој иницијативен одбор, најголем дел од нив беа за промена на името, а вие сега ги поддржувате нив во битката против ова раководство. Само по себе не е логично, господине. Чекај малку, ама не. Абсурден сте, не знам како да ви објаснам. Ти си многу само контрадикторен момент. Не сум са, ова е поголем контрадикција од тоа со Крсто Муковски, Бети Камчевска, со Бети Камчевска и со Митко Јанчев и со Никола Тодоров кои сите го ја поддржаа промената на името, да се бориш против Христијан Мицковски, затоа што според вас тој вака сега, точно. Чекај малку. Не ја продолжи. Ама може ли сега да Добро, нека кажеш, говорете. Нека кажеш ти си контрадикторен вака сега. Значи врска со промената на името. Изјавата на Хан, на Могерини и на уште неколку високи представници на Европската унија, кои што кажа експлицитно дека Христијан Мицковски им ветил дека на ниту еден начин нема да го попречува процесот на промена на името, односно промената на уставот, апсолутно доволно говорат дека Христијан Мицковски индиректно барем или премолчано, нели, додека се шеташе во Ташмаруништа и по широк сокак во Битола, се согласил, односно ја поддржал промената на името. Што ти е проблемот со овие факти? Со кои овие факти? Па со ова што го кажав. Па проблемот ми е тоа што Значи, вие, Мицковски, види, ја не викам дека може вие сте управо Добро. за Мицковски. Добро, но вие затоа што Златев. според вас недоволно Мицковски се Златев. борел за да го Добро. зачува името, се Добро. борите против него со оние кои Добро. де факто гласаа за промена на Добро, името. ме праша, ти дадав одговор. Дали може сега да кажам нешто друго? Како е Значи, можно? нешто друго сакам Како да е кажам. можно? И сега вие треба да бидете Има патриот премногу- овде. има Замислете. премногу- Имате со Вергина маска и вие сте патриот, Чекай, што а со зборуваш? луѓето кои го Златев, сменија ајде, името молам, прибери се, заедно нема да политички претеруваш. заговарате, ама ви се Златев. молам, Златев. ова е не знам како да го прокоментирам, ова е Не знам какви глупости тропаш, наистина, ова какви не ти личи. глупости. Мислам, Со прибери се луѓето малку. кои го сменија името. Сега јас едно Вие со Вергинава ќе менјате некакво раководство. Не, Ова да. било патриотизам, не Да, знам. видите, ова раководство, значи реков, имаше многу несериозни, само контрадикторни изјави политики. Споменав зимето, еве на пример исто и за коалицијата односно нивните обиди да направат коалиција со Зијаден Села и со Африм Гаши, односно дел од БЕСА се мисли чини така нешто. Додека истовремено има слики неколку каде што сега веќе бившиот председател на ВМРО ДПМН се гушка со Али Ахмети. Видите, такво лицемерие, има и една фотографија од работен појадок, или барем така беше насловено, но јавно објавено, каде што нели разговара со овој што сега е во коалиција со Билал Хасани, мислам дека се вика во СДС, нели они има коалиција. Да. И сега знаете што сакам да кажам, ова со името го кажа веќе фактите дека едно зборувал на Хан, друго зборувал овде, значи тоа е и дека со тие што го смени името вие се борите против Мицковски, тоа е исто факт. Добро. Кажувам сега, не ама не се сега, едно мора, не може да ми бидете вие патриот. Ова сакам да да ми кажам, подставувате стандарди за патриотизам, тоа сакам да ви го кажам. Значи ова и тие негови обиди да се додвори кон некој кон практично сите партии на албанското малцинство, се исто така препознаени од нив. Препознаени, не видите, не можете вие да седите не на 2, на 3, на 4 стола, како што тие луѓе таму сега што се уште за жал до 28 седат на 4 столици. Значи не можете вие да бидете лицемерен. Тоа време помина. Сега е време на кога луѓето по Македонија имаат веќе големо политичко искуство, односно веќе се толку истравматизирани, посебно последние неколку години, што имаат изострен сензибилитет. И можат да ги препознаат искрените и длабоките, нели, темелните, како да кажам, паметно фундираните политики,
а може да препознаат опортунизам и лицемерие политичко, какво што има за какво што има нели безброј практични примери од ова раководство кое што реков веќе порано. Ја мала реплика, За ова што Сега- го кажав, само момент, за албанските партии. Да. Со последната предпарламентарна, предизборна меѓуетничка коалиција, прва до сега, СДСМ заев со ДУИ, постави нови стандарди во македонската политика, Апсолутно, заев ги постави и предходно со примањето на многу албанци во партијата и последните избори фактички заев ги добива Може така, мала СДСМ. реплика на Тоа е ова? факт, само момент. Ова е Факт е многу дека- побитно Баш од околу твоите ова, факти, молам, баш чекај. околу Само ова момент, со албанците, само момент, да. чекај, Факт е застани. дека СДСМ така ги добива изборите, дека тоа е еден нов начин на функционирање кај нас. и Тие тоа е успеа реалност. да пронедат на Сега вистина сакам да изборен... кажам уште нешто. Добро. Кај ова го кажав пред малку кај Златан. Модел за изборна победа Зборува има за факти. СДСМ, Факти се дека дефинитивно, ВМРО да. ДПМН кај албанците има нула рейтинг. Тоа го предпоставувам, показаците со анкети. ова раководство и ќе продолжи да биде Сега нула. како ВМРО ДПМН ќе успее да продре? Не, ама он не мисли дека видите, треба да кој продре. не знам јас тоа. Тој не мисли Значи, дека треба да чекај ги да убие тоа го ВМРО прашувам, албанците, тоа тоа е негов став Ве веројатно. молам, Златан, Ама ве не, молам. Прибери видите, се малку, ве молам ама не за- се ве приберувам. молам за- Значи вие забележувате затоа што некој Сега. остварил средба со Златан, некого. добро. И тоа било причина. Златан, некаква. зборам за Златан, едно тоа ми е- избора За за друга, политиката, чекај. средбите се нешто Златев, нормално. Јас сум Ова е кажал- значи како може да укажам на забележите лицемерието. Е, сега кое уште едно лицемерие да се лицемерие. сретнат двајца Златев, политичари и тоа да биде лицемерие Истото објаснено. Не, не прашање го окажав тоа. поставив, истото прашање го поставив, дозволете да одговори. Да. Истото прашање треба да но- одговори. Само но малку видите, понежен И беше не само ти. тоа, Па, на пример, не само тоа, туку на пример обидот да, а веќе и најавена на локално ниво тие во Гостивар и во Дебар ми се чини веќе имаат коалиција, Има, да, имаат да, со да. со Зиедин села и со села. Таравари и така со тие, со Беса. Меѓутоа видете сега колку е тоа лицемерно. Има неколку изјави од него и од неколку луѓе за, на пример, за луѓето од 27 и сега кажува ние ќе во ослободиме, ние ово она, истовремено Зиедин села има одштетно побарување од не знам многу таму милиони и колку евра. Сега видите, не може тоа да е вие- лицемерно, да. Па е лицемерно, значи или кон едните или кон другите. Или е лицемерен кон села, или е лицемерен кон тие луѓе. Не може така. Цело време овие 3 години тој беше лицемерен во политичка смисла, се зборуваме за политика, нели, како негови ставови, негови одлуки. Цело време беше лицемерен, цело време беше неодлучен, во најдобра смисла на зборот неодлучен. Обично носеше многу погрешни политики и кадровски одлуки, носеше многу погрешни, правеше многу политички погрешни потези, несомнено и за името, и за референдумот. Кадровската политика му беше катастрофална, се оддалечи од автентичните идеали и Добро, вредностна парадигма на да не ВМРО. повторуваме, мислам Не, да ама го не, кажам. не. Мислам Златев, дека Знаете, добра имам вест е, една реплика добра на вест е, СЕО. Ајде, ве молам, кратко сакам да ви поставам Сакам да повторно реплицирам конкретно прашање. на се ова, Не, мојата реплика немојте, е молам, да ми следна. реплицираш. Да, не, морам да ви реплицирам затоа што направивте еден обид. Направивте еден обид ненормалното да го прикажете како нормално. Тоа е следното. Еден од најголемите дефекти на претходното владење на ВМРО ДПМН беше креирањето на патолошки национализам во Македонија од делот структурите. За кого зборуваш? Ве молам да се доискажам. Креирањето не си на јасен. патолошки На ова национализам на ова раководство? на претходното раководство зборам. Тоа до 2016 До 2016. Каде што изродија една плејада на луѓе полни со омраза кои се шетаа по национални телевизии и зборуваа дека треба да се истребат цели етнички религиски групи, кои заговараа светски заговори против Македонија, кои го переа мозокот на луѓето дека земјата е рамна, кои зборуваа дека треба конечно ние да се пресметаме со албанците и така натаму. И сега внимавајте. Таа слика кај одредени луѓе доведе до тоа сега господинот Нуновски да смета дека средбата на некој еден политичар со друг била лицемерие. Не го реков или тоа. дека соработката на Не една само партија тоа. со друга била лицемерие. Не тоа, не. Основата не, на туку дека политиката се обидуваше основата со повеќе политички партии. Па нормално е, тоа му е работа на еден политичар. тоа е лицемерие. Сакам тоа да е- ви кажам не, дека тоа е треба да излезете од нелогично. тој балон. Тоа е Не, нормално. нема ја што да излезам. Нормално е да Добре, се ај, сретне смири се некој сега. со хан. Нормално. Смири се, да, Јас сум смири многу се. смирен. Смири се. Знаете зашто не сум смирен? Затоа што не можам фашизам нас проти мене да гледам. Некој да Кој каже фашизам? дека е ненормално да се сретнат еден албанец и Не, еден не го македонец реков во тоа, кој го мултикултур. рече тоа? Па вие тоа го Не, кажавте. не. Вие Да. само Јас што го кажав, кажавте не. тоа.
Да, Вие само Златев, што не го кажавте кажав тоа. тоа, немој да лажеш. Златев, Го да, кажавте Значи, јас тоа, еве ќе кажам- вратиме снимка. Не, Добро, е да. така, не. Значи јас тоа кажав, Не, не, не е само така, да го не е разјаснам така, бидејќи варијанта. наистина Кажавте дека не го еден кажав. лидер на албанска Кажав партија и дека еден се- лидер на македонска Добро, партија да што не- се Добро, сретнале Златан, било може да лицемерно. престанеш. Тоа е Значи, наистина си еднакво досаден. направо. Значи, досаден си. Лицемерноста е Јас во друго, кажав да. лицемерен, да, дека се гушка со Али Ахметиев, а договара има коалиција на локално ниво со Зиједни села, а појадува кажи го со Било Каса. Мислам тоа е лицемерно е тоа. Ја да тоа потврдив кажам. дека е лицемерно Ова сакам да во го дело кажам. за Сега села. да бидеме во тој дел, да. посериозни, овие глупости на Златас наистина е. Ајде ваму еден Ова е голема шанса за нов почеток. Е што ВМРО од Види го тој пак, јак овој се. и чемер се ослободува Ајде, конечно и да никој не- тоа им пречи. Многу Кој се многу ослободува? широко одиме. Ајде малку поконкретно, Може. конкретно. Ве молам. А, мене Значи, пр- ВМРО ДПМН ги бойкотираше изборите во Штип, не настапи. Па да, затоа што знае дека значи, ќе изгубат. Беше многу чудно, Мој значи личен став е дека тоа е грешка. Многу Па не чудно. знае Значи, дека ВМРО ќе изгубат ДПМН се сега. повлечат во ред, не знам зошто. Може би има имаат многу објективно чудно. и дадоа некакво објаснување. Многу чудно. Дадоа И тоа некакво во моменти објаснување, кога власта на Заев ја маче афери, значи беше во многу лоша позиција, ВМРО ДПМН не настапи на локални избори во Штип. Пазите, во Штип. Значи, Не зборуваме тоа за беше Тебар, уште една за- Може би Штип. сега, вака ќе се обидам вака да ви го објаснам. Само- тоа. само да- Јас се согласувам со тебе дека Само тоа е уште малку, грешка. само уште малку. Денеска излезе информација, прочитав на TV27, не знам дали други медиуми ја имаа, дека ВМРО ДПМН размислува да ги бойкотира и локалните избори. Не. Доколку- јас тоа Не, сум нема научил. затоа што ќе има ново Таква ракурс. информација Мислам дека На 28. веќе има доколку немало скенери за фингерпринт на изборите. Не, тоа е Нема само нема алиби. информација, не знам дали е точно. дали се ги оградувам, има да, во да. законот стои дека треба да има таков за Да, фингерпринт. и доколку немало, дека ќе ги бойкотирале. Ако не се обезбеди тоа фингерпринт, тогаш ќе бидат незаконски изборите. Сакав да ве прашам за оваа политика на ВМРО ДПМН е малку чудна, во однос на Која? бойкоти, настапување на Да. избори, сега информација дека можеби локалните ќе ги бойкотирале. Ама не Наистина видете. чудно. Имаше една групација, ако се сеќавате, сега ќе се извинувам, малку би сакал тука поопсежно да анализирам, која бараше ВМРО ДПМН да го бойкотира вториот круг од претседателските Да, избори и потоа му забележаа на Христијан Мицковски зашто не бойкотирал. Тоа се оние имаат некој подкаст сега луѓето, не е битно. Што сакам да ви кажам? Главната нишка која се води во овој момент во македонската политика е тоа дека ние имаме една власт која е генерално погрешно насочена кон сите можни прашања во општеството. Ние тонеме по секое можно поле. ВМРО ДПМН дали ќе бойкотира или не знам. Но она што го знам е дека ова раководство на ВМРО ДПМН, кој сега го гледаме, јас не сум го видел да биде на власт. Може би тие ќе бидат утре полоши од Заев. Ја не негирам дека може би тоа ќе служи доколку дојдат на власт. Но овие луѓе ние не сме ги виделе ефективно да владеат. Говорам, нели, за Христијан Мицковски како премиер и Но понатаму. токму тоа е прашањето сега, како не ги ефектуираат лошите политики на власта, тоа е прашањето. Знаете, Затоа што се сепак неспособни. ние говориме за еден период кој не е толку долг. Значи, Христијан Мицковски кога дојде во ВМРО ДПМН? 2018, 17, кога беше? 17. Значи од 17, сега имат поминато 4 години. На Заев повеќе време му требаше за да дојде на Дали власт. може јас сега Да ги само секунда да завршам. Во моментот кога ние ќе ги видиме Христијан Мицковски ВМРО ДПМН на власт, Христијан Мицковски како премиер, ние ќе можеме да дадеме оценка овие луѓе се добри или не како власт. Да. Но Дали она може? што сега ве молам кратко, да, враќајќи се на темата. Да. Она кое вие го велите, нели, за овие настани кои сега ние тука помагајќи му на Заев ги анализираме превирањето во ВМРО ДПМН е за она што се случува сега. Целата приказна е следна. Овие луѓе кои во моментов ја прават таа иницијатива, ние ефективно сме ги виделе на власт. И сме виделе како според обвинението кое завчера го даде Ленче Ристевска, од собствената канцеларија незаконски прислушкувале луѓе. Јас не можам да го прифатам тоа како нормално однесување нека во ви едно биде општество. нека ви биде ова завршна поента, да. бидејќи имаме уште една Да, минута. Ве молам, да, Нуновски, вака вие се. на минута само. Добро. Бидејќи немаме време. Значи, мислам дека е веќе Завршна поента е дека подземјето не сме да дојде повторно на Во ред, власт. ете нека биде тоа. кој е поземи? Политичкото. Нуновски, ве молам, немате И проблем. криминално. Да, Па да, не, ама да. не знам Тоа што кое вие го зборувам. мислам. поддржувате, господине Нунчев. Добро кажете, да. Значи, да. Подземјето кое Да го вие го ставиме на Нуновски да поддржувате. каже. Јас ја поддржувам смената на ова раководство на ВМРО ДПМН затоа што 3 години
не спречи ништо од штетните политики во државна и во национална смисла, затоа што едноставно е премногу лицемерно, се оддалечи од автентичните парадигми на ВМРО и заради многу други причини, заради во интерес на времето, да не ги набројувам. Јас затоа ја поддржувам смената на ово раководство, кое што за слика ќе се случи на 20 Тоа е ваш март. став. Ви посакувам мислам среќа, дека- ја не сум навивач за разлика од вас. Добро, Ја добро, го кажам за доброто на Македонија. Јас сум објективен наблюдувач, значи јас не сум навивач. Ова сакав да го кажам. Објективен навивач. Добро, Златев. Значи, многу си Се шегувам. некултурен, мислам. Прибери се. Видете, господине Нуновски. Да го ставиме на вие Нуновски, не, Златев, поддржувате во ред, во ред. Ама, Златев, Цела емисија оставаме ги сега кажавте цело тие време ставови, со да не ги некои повторуваме, глупости. да, ве молам. Мислам дека сега веќе во категории на минато свршено време може да се зборува за ова раководство, кое што до 28 се уште ќе биде на некој начин техничко, нели, раководство. И реков грешките, ако правиме ретроспектива на сите објективни политички грешки кои што тие ги имаат направено, тоа ќе треба 3 емисии за тоа да се направат. Меѓутоа ова за Штип, на пример, беше сосем очигледно дека не учествуваа заради тоа што има анкети и знаеа дека ќе изгубат. Да. Не заради друго, туку затоа што конечно и оној нивен председател на ДИК во тоа време, не бе овој сега што го стави Мицковски, него овој претходниот. Мислам дека беше и рече дека е, како да кажам, безбедна работата за гласањето, иако нели заради короната и така натаму. Значи дека и овие најави се веќе дали ќе бойкотираат или нема да бойкотираат локални, тие се веќе безпредметни затоа што од 28 март ќе има ново раководство и тоа ќе носи нови, се надевам многу подобри, верувам, многу подобри политики за македонскиот народ и за македонската Добро, држава. ни истече времето, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодараме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.